Со официјалниот почеток на летото, а со тоа и повисоките температури, и оваа година, како и претходните, се очекуваат пожари на повеќе локации, посебно од запалени стрништа, бидејќи земјоделците веќе започнаа со жетвените активности по житните полиња. Командирот на Штипската територијална противпожарна единица, Тони Атанасов, рече дека веќе имале 2 до 3 случаи на запалена трева, каде со брза реакција на пожарникарите успеале навреме да ги изгаснат и локализираат. Нормално во наредниот период очекуваме дека ќе дојде до интензивирање на овие појави. Ние како професионална единица сме спремни секогаш да действуваме. Возилата ни се во добра оперативно-техничка подготвеност, така да и со луѓе сме пополнити 99%, така да спремни можеме да го дочекаме овој период. ТПП Штип располага со 5 противпожарни возила и 1 теренски джип, кој најчесто го користат за пожари на поле. Единствен проблем на 33-цата пожарникари е што мора да работат со застарена опрема, но сепак, според Атанасов, со брза мобилизација одговараат на секој повик за пожар. Сега добивме една работна униформа која што можеме да ја користиме во случај на пожари. Се навестува од страна на градоначалникот дека ќе имаме одредена донација на современо противпожарно возило. Се надеваме дека во брз период тоа ќе дојде. Со тоа возило ќе бидеме стварно добро подготвени за сите наши активности. Подготвеноста на пожарникарите Атанасов ја да објасни со тоа дека по одредена информација за пожар, бидејќи се опремени и постојано подготвени за неполна минута, може да ја напуштат единицата и да се упатат кон местото на пожарот. Времето на пристигнување зависи од тоа колкава е оддалеченоста на локацијата. Ние сме во постојана борба со времето. Доколку побрзо стигнеме на местото на пожарот, тоа значи дека полесно и со помалку штета ќе успееме да го изгаснеме, додаде командирот Атанасов. Нивната професионалност се докажува и со тоа што се дел и од републичките сили за заштита од пожари и во зависност од потребите, ангажирани се секаде каде што има потреба. Исто така ангажирани се да помагаат и во соседни земји, рече Атанасов. Ние учествуваме со наши екипи, било во поплави, било во пожари. Последниот случај беше земјотресот во Албанија и тогаш учествуваме, значи секој стоеме на располагање. Знаете, стереотипното гледање дека пожарникарите или единицата действува само во услови на пожари е веќе завршено. Оваа единица е ако земеме во општина Штип, заедно со општина Карбици, е единствена постојана сила за вакви случаи. Значи, ние действуваме не само при пожари, не само при поплави, не знам спасување на милиничиња, сообраќајни несреќи. Сите ангажирања на вработените на територијалната противпожарна единица во Штип се знак дека станува збор за единица за целосна заштита на населението и нивниот имот. И тоа не само во општините Штип и Карбинци, не само на републичко, туку и на меѓународно ниво. Нивната храброст во борбата со огинот треба повеќе да се цени и тоа да се докаже со она што најмногу им е потребно, со одветна и пред се современа опрема за нивна заштита, за тие потоа да не заштитуваат нас.